Почитувани, добро дојдовте во уште едно издание на Бизнис муабети на Фактор МК, секој втор петок на YouTube каналот Бизнис муабети, на порталот Фактор МК, следите Бизнис муабети. На самиот старт поздрав до нашите пријатели Форманова, formanova.com.mk, тие се грижат за амбиентот кој што го имаме. Нормално, тој салон за мебел е еден од најдобрите. Можете да го посетите овде во Скопје, во салонот Годел, имаат свој секако салони и во Штип и во Куманово. Поздрав и до нашите пријатели од Трисора, најдобрите кога станува збор за интериер, па и екстериер за сите оние декоративни панели. Говориме за актуелни политички теми во овој издание на Бизнис муабети на Фактор МК. Јас сум Мишко Јованов, наш гостин, поранешниот министер за финансии, секојаш остар, ќе кажам, но и конструктивен критичар на сите економски случувања, па ако сакате и политички случувања во државата. Джевдет Харедини. Господине Харедини, добро дојдовте. Добро те најде. Трајко Славевски, кандидат за нов гувернер на Народната банка. Тоа е оно што го испрати претседателката Гордана Силјановска како нејзин предлог. Ваш коментар правичен. Па види, пошироките слоеви на населението, сегде во светот и кај нас, мало знаат, значи, зависи од нивото на информираност, за тоа што значи монетарна власт. Монетарна власт е скоро блиска, ако не и поважна од законодавната, извршната и власт. Долго и време историјата на државните банки, државна банка, ама државна банка може да биде комерцијална, национална банка, емисионна банка, што емитира, ја регулира количината на парите во оптек. Да се, откако постојат државите, кралевите, царевите, диктаторите и сите, овие банки државни ги користеле за политички цели, за да можат да трошат колку што сакат, да предизвикат инфлација, да прават војни и така натаму. Меѓутоа, од средни век натаму почнува првпат во Англија, Велика Британија, да се гледала и се видело дека таа е опасна алатка на, ако е под влијание на владата и на председателот на државата. Значи, борбата тие напори да се осамостали, да биде само стручно да води работа, трае долго време, а во комунизмот исто кај нас беше, не беше независна, дури и кредити одобруваше и така натаму, и така натаму. Да не должам многу, благодарение на науката, прво, еден од тие светски најпознатите теоретичари и научници за монетарната теорија Милтон Фридман. Дека превише пари пуштање во промет предизвика инфлација и ништо друго, ме разбираш. И победи на крај дека сите држави, скоро сите, го прифатија концептот да ова институција државна да биде независна од власта. И што е тука за монетарната власт, ако е служи на владата, а и фискалната власт, тоа е владата, Министерството за финансии. Тие две треба да бидат координирани за тоа што не може само Народна банка да обезбеди, да ја добеди стабилноста. Треба, ако државата повторно троши многу, како што се случува кај нас, тога и не може да се обезбеди тој тек и таа стабилност на домашната валута и така натаму. И мислам дека во Македонија е постигнат голем во тој смисол во осамостојување на Народната банка и низината улога. Во уставот се стриктно наведени надлежностите, освен монетарната, супервизијата, контролата над банките, кои може да предизвикуваат со упад, да ги оштетат штедачите, депонентите и така натаму,
Народна банка, гувернерот дава лиценца за директори на комерцијалните банки. Исто тоа завршив, мало знаат да објаснам колку е тоа важна институција, па да се вика и четврта власт. Мислев, горе-доле до сега, поготово последната гувернерката, постојната што беше до сега, Анита Бежевска. Анита Бежовска, таа се соочи, Македонија и светот се соочи со кризата на ковид кризата, Украина и така натаму, каде што многу работи во светот се променија, така да и Македонија се најде како држава зависна доста од увоз на прехранбени производи, нема таква независност, и енергетската политика. Jer овие две области, храната и енергијата, мора државата да води сметка, поготово после агресијата на Русија над Украина, jer тоа не се мислеше дека ќе се случи, сите сме живели во илузија, дека во Европа дефинитивно такви крупни промени и агресија, 3-годишна војна нема да се случи, значи државите мора да водат сметка да имат независна, што е поголема, целосно никако. Апсолутно. Од увоз на храна и енергија. Другото е сосема друга работа. Во тој смисол, овие години што ги поминавме доста успешно, истакната е и од Меѓународниот монетарен фонд и од Светска банка, дека Народна банка на Македонија овие години успешно се справила со предизвиците предизвикани од овие кризи. Второ, сегде модерните држави со кои ние сакаме да се споредуваме, да ги коригираме, имат долг рок мандатот. Во Америка резервите не се викат Народна банка, во Америка резерви, резерви, федералните резерви, 14 години е мандатот на... Кај нас е 7, така? 7 Кај нас е 7, ама 7 е. Ама ако се имат овие предвид, јас лично, бидејќи сум во тек, да мислев дека она нема ни една причина на постојната гувернерка да не се возможи да го и вториот мандат, и втор мандат да биде. И мислев дека тоа ќе биде. Меѓутоа, во последните месец-два се слушаше ова во ред. Тоа не може и ова е. Еве што е зависноста на првата зависност на ова. Ако не слуша, не може уште еднаш да биде избрана. Или ако не е по волја на владата, затоа што се бира на парламент. Претседателот на партијата и премиер што е на власт може да ја уцени или ќе предлагаш ја што ќе кандидат или ќе нема да гласам и готово, друга криза настанува. А може само таа да предложи, никој друг. Претседателката на државата. На држава. Е таа која што предлага, номинира кандидат за... Так предлага. Тоа е така по устав и по... Ама го гласа мнозинството. Апсолутно. Го измисла и тоа. И ми се чини, таа вчерашна драма, читав некои новинари, дека била вчерашниот ден драматичен во тој смисол. Ние веројатно ќе се дознаат деталите, меѓутоа ја не очекував премиерот Мицковски да ги, кога ги спомна кои се можните имиња, Ставревски, Славевски и постојната. Формално само рече тоа. Очигледно, апсолутно не мислел да дозволи да остави. И напишав ја дека гувернерот треба да е стручно, без сомнение, ме разбираш, меѓутоа некорумпиран и од владата независен. Значи, не да биде против владата, jer тие политики се координираат фискалната и монетарната. Меѓутоа да не биде. Очигледно сме дека тука бил проблемот, а тоа некорумпиране ова многу опасно е и гувернер да не биде партиски. И така натаму. Двајцата
Анита, кога беше избрана пред 7 години, имаше околу 100 гласови. Значи и опозицијата, и ВМРО ја гласаше, и СДСМ ја гласа. И ова да не треба да се има предвид. И сега, пошто траеше вчера невообичаено и нетактички, вика денеска ќе излезе, сега ќе излезе името не излага, значи таму се случувало неслагање имало. Нема тука криење. И на крај, веројатно, бидејќи за Ставрески, па како може да биде можен кандидат ВМРО Ставрески? Кога на сите ни е познато дека Груевски на една страна го стави првиот братучет за тајните информации, Мијалков, на друга страна министр за финансија, а потоа и подпредседател Ставрески. Кум. Мераде. И вика непотизам. Тој начело. Па ако тоа искуство го имаме, факт е, и од тие бомби фамозни чувме све што правил Ставрески, повторно да бидеш за тоа, јас се разочарав еве од кои причини. Се надеваме дека ова нова влада упорно ќе се бори, сега приоритет број 1 ќе го има, ќе има борбата против корупцијата. Иако таа работа дефинитивно пропадна, со донесувањето на закон, со измените на кривичниот законник, jer brojni najkorumpirani političari u Makedonija deneska ги имаме на политичката сцена кои се спасија од најголемите криминали. Може и со имета сите тие што се опфатени со измените на кривичниот законник. Сите треба да се избришат. Ако не правно, што немаме, jer тие го блокирали и правосудството, еден настав веќе нема доверба. Значи, шансите за борба против корупцијата. И ако гледаме дека можело и во Народна банка да биде предложен пак гувернер таков што служил еднаш и знаеме како служил, јас тука бев изненаден, ама тоа е то и нема тука што. Добро, за Трајко Славевски што мислите? Велат дека кога велите дека се тактизираше до последен момент, дека е предлог на Силјановска. Помалу, не партиски. Тој е председател на тој е член на извршен одбор на ВМРО. Председател на Совет на град Скопје. На град Скопје и функционери, член на. Ама тука тој бил компромис меѓу председателката и Мицковски. Баше овие тројца ги спомна. Така е. Не може да биде Анита, не може да биде Ставрески, а овој малу компромис. Иначе. И овие работи наредниот период, тој се како. Па председателка ја видиме јавно рече дека не смета не да бидат, ако да биле порано партиски, ако. Па тие овој Ставрески Славевски не е порано, сега е. Сега е партиски. Jer член на извршен одбор и плюс функционер во ВМРО во Советот на град Скопје. Значи тоа била голем притисок да оди премиерот. Дали имаме со ова целосна партизација на монетарната власт? Ша види да ви кажа. Целосна не е можна целосна. Добро, мислам на ама има првиот човек. Има критични моменти. Истиот Славевски, сум му кажал тоа и на телевизија, ја нема директно, кога беше министр за финансија, издаде Македонија обврзница со каматна евроврзница со камата од 9,8%. И јас сум имал прилика. Рекордер во историјата на Македонија. Министр за финансиите дозволи да плаќа камата на странски кредити, на странски обврски од 9,8. Каде реков ги зошто имаше потреба мака од таков кредит? Каде го однесовте тие пари? Па во девизни резерви. Па девизните резерви Народна банка ги држи
со 1% камата во најбонитетните странски банки. Ти ваму земаш 1% камата на тие друштво девизни резерви. Тие во суштина во тоа време Груевски бил во цајтнот неликвидна државата. А бидејќи Народна банка е таа што води сметка за ликвидноста. Ама не со своји пари Народна банка, него парите на државата, ама таму е сметката на платниот биланс. Тие биле во голема мака и платиле камата на тоа врзе 150 милиона, 62 милиона камата платиле. Тоа е овој Славевски што сега е гувернер. Тој. Што викам, дали ќе биде така? Не мора да биде. Може да се однесува, не е случајна можноста. Меѓутоа, од каде па, имајќи докажано, некорумпирано, од странските, од ММФ-оците, пофалена и банката, Народна банка и така натаму, ова мене ми дава за право да се сомневам дека сепак ова влада не баш искрено и дали е и објективно е соочена со предизвикот, не може да се бори против корупцијата. Не може или не сака? Не, можда и сака, али не може затоа што се инсталирани во власта сега тие корумпирани политичари. Биле само пратеници, биле сите, скоро сите. Jer да се разбереме и во секоја друга ситуација во човекот, кога негде доминират корумпираните, не може тука да биде ниеден некорумпиран. А кога доминират некорумпираните, може некој поединец времено и да се подкраде, да краде нешто, ќе се фати, ќе оди затвор. Овде доминират корумпираните, кои донесува закон скандалозен, се организира, ВМРО овозможи, СДСМ дуи изгласа, измени на кривичниот законник, а во 15-16 забранија објава на бомбите со 1000 криминални прислушувања. Овие две работи, мислам дека Македонија ја држат. Уште малку монетарна власт. Колку банките, комерцијалните, деловните банки комуваат на изборот на гувернер на Народната банка, бидејќи и за нив е битна таа монетарна власт во однос на Мислам дека камати. во овој случај за изборот банките не морале ништо да се борат. Тие директори на банки, повидните, тие знаеле дека Мицковски е за Ставревски. За Ставревски? Да. Знаете зашто прашувам колку Не морале банките? ништо да прават, знаеле дека тоа е она олигархија. Олигарсите, вклучувајќи тука и директорите на банките комерцијални, ама гледале тие дека нема потреба тие, ќе заврши работа. Значи спрегата политичари, влада и олигарси, банкарски и другите, крупните. Тие банкарските нешто многу малку ги споменуваат. Па не ги спомнуваат, jer тие работи на нивни интерес, не може нивните интереси. Па ја ти кажувам, одат кај директорите на банките, сите политичари, сите, имат своји лични потреби, и не се респектуваат односите таму. И тоа е проблемот во светот. Тука нема шанси више, ни пратени си, ништо, па толку пари. Значи нас банкари ни ја водат државата. Олигархијата, банкарска и друга не ја водат со тоа што се корумпирани политичарите. И точка. Добро. Што очекувате од Трајко Славевски? Нормално се очекуваме тоа предлогот во собрание да се изгласа, ќе помине бидејќи имаат мнозинство ВМРО. Што очекувате од Трајко Славевски како гувернер на Народната банка? Беше тој министер за финанси, па се сеќаваме тоа него неславно или славно заминување кога се скараа со Груевски, кога на негово место дојде Ставревски. Јас мислам од ова што зборев до сега, дека сигурно не е он толку стручно да не збориме. Добро, професоре. Меѓутоа ве молам и за министер за финансии,
и за ово. Не е проблемот стручноста. Не може Милтон Фридман да дојде во Македонија да биде министр за финансии или во Народна банка и да се решат проблемите. Да беше така, и најсиромашна држава како Македонија, еден Нобеловец, Кругман, што дошол да го донесе министр за финансии, за едно предавање му плати 60.000 евра, се извинува. Да го донесеш во Македонија, не може да прави ништо. Што е битно колку... И Ставревски, и Анита, и Славески, знаење теоретско имат многу повеќе него што е потребно за функцијата на Народна банка на Македонија. Че тоа апсолутно не е проблем. Чесен, политички, посветен и така натаму за доброто на граѓаните. А тоа не може никој да оправи ако вака е политичката ситуација. А вице-гувернерите се битни во оваа приказна? Не се. Не, тие се како англиска кралица или? Не се ни во уставот, не се. Аха. Не. Добро. Малку македонска економија. Како ви изгледа целата оваа ситуација? Кредити, најави, не знам, од Унгарија 1 милиарда, па испадна пола милиарда, па сега отидовме во Дубај, па оттамо ништо, па сега слушаме најави за 6 милиарди, па знаете, она сериозно предупредување дека сето тоа се врзува со некакви, не некакви, туку со мигрантски центри, 6 милиарди ќе сме правеле не знам што. Во едно интервју Лјупчо Георгиевски, кога беше овде, го прашав колку милиардата на Циле беше PR маркетинг, и тој вели беше PR маркетинг, исто како што и 8 милиарди на Никола Груевски. Претпоставувам, вели Георгиевски, овие 6 милиарди се PR маркетинг. Колку е реално се тоа? Што за мене неочекувано од ова влада и од овој премиер. Мисковски беше генерален директор на СМ за време на Груевски, на електростопанство на Македонија. Има една голема промена во Македонија, што настана после 35 години, една партија да добие, да кажам условно македонска, солидно, стабилно парламентарно мнозинство. Зошто го викам да е тоа? 35 години тие беа блиски, ама ВМРО била секоја пред СДСМ. Меѓутоа, после со користење на квантумот гласови од албанските партии, ги држаа малу партиите на власт македонски, ги оценува дека излагам од влада, ако ова не е, ако... Јас мислев и мислам и сега дека, пошто не е спорно веќе, дека таква уцена не доаѓа предвид од страна на албанска партија. Кога ќе стане збор за меѓунационални односи, и СДСМ се изјаснија дека ќе гласаме за предлозите на ВМРО. Ова се случува после 32 години прв пат. Првите 10 години, последната декада на 20-тиот век, познато беше таа антиалбанска национализам и така натаму. ВМРО не формираше влада за тоа што не сакаше со албанците да прави коалиција и така натаму. Кога ги вида сите тие нивни грешки, тие ги призна. Ги призна сите. СДСМ, тоа сум сведок личен, една вака забелишка. Јас сум бил министер на ПДП. Меѓутоа, јас никогаш не сум имал прилика ни потреба да барам од некој да бидам функционер во државата. Сум бил во електростопанство, сум работел комотна работа, релативно добро платена и така натаму. Меѓутоа, во тоа цело време, барањата на ПДП, не сум бил никога член на ниедна органи партиски.
ни на ограновци, ни на главното. Ме викнале, сум бил член, со задоволство сум прифатил и точка за мојот однос. Кога доаѓавме да бараме остварување на одредени, да не ги бројам овде, најтешката ситуација и дискриминација на албанците за време на... Че се чуди зашто зборам така, имам податоци. Обштествена собственост беше целосно, албанците беа само приватно земјиштето, пошто не било национализирана земјиште над 10 хектара. А ние два-тројца албанци имале над 10 хектара. Земјиштето, нешто за нечисто и гурбето. Овде 99% не само во Штип или во Кочани, него и Тетово и Гостивар, сите директори на општествени предпријатија, сите вработени 90% со исклучок портири, чувари и така натаму, македонци во Гостивар, во Тетово, да не зборам Куманово, Охрид или Струга. Ова беше состојба наследена. Образование само основно, до 8 оделение. Тука имаше мало вработени учители. Ова ја наследи кога дојде 91-90 изборите. И албанците во тоа време се чудеше цел свет. Авионите чека над Скопскиот аеродром да слагат да дојдат пешалбарите да гласат. Прв пат во нивната историја да гласат слободно и да гласат за луѓе кои тие ги сакат. Кога се видоа изборите, резултатите, дека сите пратеници во изборна единица Тетово Гостивар, погодово Гостивар, сите 6 албанци, шок ги фати, сите во Скопје, демонстрација, ова тоа. Зашто ова го истакна? После тоа, тоа раководство на Македонија тогаш 19 месеци не дозволи да се конституира партиска влада. 19 месеци не дозволија председателите на Гостивар и Тетово да ги преземат функциите, jer имаше избори. Зашто? Ќе се бунат македонците во Тетово и во Гостивар. Добро. Тоа така е, тие се бунеа, дојде во собрание, крше. Ево ова зашто го кажам. Цело време нас не држа, да, ма ВМРО ќе е против, ВМРО ќе ни прави проблеми. ВМРО, не. Реториката им беше одмерена. Не зборуваа смрт на албанци, гасни комори и така натаму. ВМРО па обратно. Власт не беше, но вакви работи ги зборуваа. Точно. И тој компромис со таква состојба, наследена од претходниот систем, да го бират председател на собрание Стојан Андов, председател на држава Глигоров, председател на влада Црвенковски, а да не го стават председател на собрание председателот на ПДП, која имаше 23 пратеници, а партијата на Стојан Андов 18. Во време кога пред тоа албанец беше председател на собрание. Старова. Еве колку беа цинизам. И ние сега, тој компромис после, со таквиот однос дојде до 2001. И заврши. Дајте ми ги, јас, знаете, за мене, тие поделби на македонци и албанци се класично политички, за собирање политички поени и се лесно за да ги манипулирате луѓето, не говорам вие, туку политичките елити, и за да подгреваат меѓуетнички тензии. А во позадината се крие сосем нешто друго, тоа се бизнеси, корупција и така натаму. Дајте ми ги 6 милиарди, најавата за 6 милиарди, 1 милиарда што ги најавува оваа кандидатура. Тоа сакав, ти спомна, од тука да почнам, тој е бил министр за финансии Прајковски, Славевски, министр за финансии и Ставревски и така натаму биле. Тие 8 милиарди ги најави овој Груевски, 8 милиарди ќе дојдат. Сега малку по-конкретно, али ќе коментирам и ова со Велика Британија. Добро. Во што е разликата, во што е. Тој најави така.
Со овие двајца, што сега беа најсериозни кандидати за гувернер, Груевски ги остваруваше тие. Имаше она преродба во 100 чекора. Сеќаваш? Се сеќавам. Па надградена, проширена и така натаму. Не, ти кажам детали. Прво беше преродба во предизборната кампања за 2006. Така. После дојде 2008 беше, ја најави, преродба во 100 чекори, проширена и надградена. И во тоа надградена оградуваше дека 8 милиарди ќе дојдат. Скопје 2014 уопште не беше спомнат во таа програма. Така е. И никогаш воопшто не е спомнат. Овие министри, Ставерски, околу милиарда евра дозволија владата да дели и да прави објекти непродуктивни така, за Скопје 2014. И ова, кој спомнав преска, дека Мисковски беше Директор на ЕСМ. директор на СМА. Во таа програма проширена се предвидува од 10 или 8 енергетски капацитети за обновлива енергија, за хидро. Спомнува сега Стрежево и Галиште овие денови. Примети. Таму беше. Дека ќе се градат и дека 15-16 ќе бидат изградени. Не сите, али jer тоа не е мало. Камен темелник не се постави. Камен темелник на ниедна од нив не се постави. Сите тие 11 години што беше ВМРО на власт. Нека излезе овде, нека каже. Како сега нема, вика, Стрежево е тоа? Па зашто не ги изгради Титови? Друго. Како да ти веруваме сега, кога еднаш ти лично, а лесно е да се претпостави дека таа програма за енергетиката, за електраните, лично Мисковски ја прави. Јер бил директор на СМА. Завршивме тука, има дискусија. И да не ја греме улогата на Бартучедот. Овој. Ставрески, кум на Никола Груевски. Партиски до ова. Така да не се очекуваше. Заклучам со ова. Сега разликата овде. Имајќи вакво парламентарно мнозинство, се надевам дека сака борбата против корупција да ги оствари и овие капитали. Нема потреба, сум кажал 100 пати, нема толку потреба да ја презентираат ова програма некои телевизии, секој отварање, објекти што ќе се градат. Па добро бе граѓани да излезат. Па ние сити сме советувања, може овие и ќе бидат остварени. Па чекајте да видиме една барем. Па нема проекти за овие што ги редат, што ги подпиша вчера парите што се стават на располагање. Тие, пиарот на владата, исто како на Заев и на Ковачевски, ги ја презентираат ова спогодба, овој договор сега со Велика Британија од 6 милиарди, како парите да легнале на буџетска сметка и само чекаат таму да ги ние да ги трошиме. За инфраструктурни објекти. Во редје. И тога се вика автострадите, коридорот 8, ова тоа. Не е тоа во ред за Македонија. Така, да товари сега генерации, jer од инфраструктура нормално дека придонесуваат за раст, ама не придонесуваат веднаш. Кога ќе се пуштат во употреба, кој ќе ги врати? Друга генерација, друго поколење треба да ги врати тие пари, како што ги враќаме сега, тие претходно земените. Значи, кога земате 6 милиарди, тоа не е мала сума. Па не е земен нигде, не е далеку сме од... Апсолутно. Разбирам, но веќе кога најавувате дека ќе се задолжувате 6 милиарди, претпоставам треба да прашате малку поширок круг на луѓе затоа што не ги враќате вие од джеп, туку ги враќате Па ги враќа владата, тоа Ковачевски викаше, бе.
Владјата цените, корпата е само послуга. Цените, вика, тамо сега, растат цените. Статистиката не ни е квалитетна, како и сите други државни институции. Мире. Ама ова реклама и пропаганда апсолутно не му треба. Што мислите дека е приказната со Велика Британија и тие 6 милиарди? Што се крие за тоа? Има нешто или? Не, ја мислам, ништо не се крие. Тие сега спекулираат теме. Тука не сакам ја да. Главно такви цели не се постигнуваат брзо и не треба секоја вечер. Друго, ова што го кажувам, ја сите мои колеги сега што се појавија обесниците, истото го викат. Нема потреба од тоа. 30, една држава која 30 години спомнува коридор 8, железница со Бугарија и така, коридор вам. А 13 години не може да гради Кичево Охрид. Па тие треба да се криет и да не зборат ништо. Да кажат, да се обратат на народ, ве молиме, не чекајте да се фалиме, чекајте кога ќе ги направиме. Тогај, да се радувате. Како тоа е можно? Како е тоа можно? Па еден, мислиш и еве сум бил член на влада. Па ја вака сум им векол тога. Бе, моровците ќе се болнат. Па ја им викав на влада. Па што ако се болнат? Па во право се викам. Ние треба тоа што врвностите да критикуваат владата, да ги решиме тие проблеми. А не, ќе извадјам на 20 полицајци, ќе ги избркаме. Како беше? Ја, некои постари луѓе што имат и животно искуство. Што има да се фалиш ти? Владата намали субвенции, она... Како? Добро, вие верувате во таа приказна за 6 милиарди? Нема да се оствари како што тие ја презентират. Како ќе се оствари? Не се знае кога. А милиардата од Орбан, односно од Унгарија? Па тие ги даде на некои општини неколку проекти да финансират, колку што сум во тек. Подели еден дел на општини. Да, не е милиарда, не знам колку... Не. Помалку. 500 и тоа делено после 250 на општините и нешто друго. Што беше? Па не се тие милиарда луѓе, не се... Ние треба да се задолжиме независно многу, ама да правиме да расте производството и со ова околу економијата. Какви фалјања сме имали? Македонија остварува економски раст. Просечна стапка годишна 2,2 на 100. 2,2 на 100, 30 и колку години. Зошто тие толку фалени и толку најавени инвестиции, па нешто и дошло, не придонеле да расте, да имаме повисока раст. И вика ќе се приближиме до Европа. Па Европа нема да престане да не чека нас да ја... Кога ќе дојдеме ние на нивото што има денеска Европа, кај ќе биде Европа? Господин Харедини, како Албанија не претрака нас? Албанија е сосема друга работа. Не, помина и економски и вака на патот кон Европската На унија. патот кон Европа од почеток е кажано. Нема големи се разликите меѓу природните ресурси на Албанија и на Македонија. Една држава која што во 97-та година јас тогаш бев во Тирана и изгледаше сосем тотално, не знам како да кажам, полиција со митрлези на сите страни. Ја рушија државата. Да. За 20 колку години, за 30 години скоро, не цели 30 години, Албанија е непрепознатлива. Непрепознатлива. Што се случува кај нас? Прво почнав ја. Прво не се спореди, да ти кажам и некои други. Добро, имаат море. Не е само море. Не е само море. Позицијата. Еве што е проблем. Како се занесувавме ние во Македонија. Знаеш си дека долго време во Македонија владееше убедување, ние нема што да Европа да не услова со Албанија. Ние сме напред. Така ли? Така овде се пишуваше. Да. Па така кажа и европејците. Ко сака првиот пат да ги делат, рекол Албанија не ги исполнува условите, Македонија. Да. Па Макрон измисли нова методологија. Знаеш што се случи сега што сме сведоци? Ова предизборната кампања сега рама.
како цел, ја постави цело време, верглаше тоа. 30-та членка на ЕУ, 30-та. Вчера Макрон остана 2 дена во посета официјална, не само на присуството на заедницата. Не 30, Албанија 27 ќе биде. И ги повика странските инвеститори, дојдете, jer Албанија 27 ќе биде членка на Европска Унија. Значи, нас Франција не е непријател докажен, или? Да, докажен сигурно. Непријател. Франција на Македонија е докажен непријател? Имаме ние и внатрешни непријатели. Кој одлучи и зошто Бујар Османи да преговара за идентитетот, историјата и јазикот на македонците? Дали мораше? Да е нормална држава и симпатична да биде од малцинството од Швајцарија, кој сака нека биде министер, Швајцарија. Што ти треба тебе да одиш човекот кој Каракачанов, Андрей Ковачев викат многу одмерени погледи за разласка на јазол да ти има. Што ти треба да? Му требаше. Не му требаше сега, му требаше да власта да не изгуби Заев. Овие проблеми ги нема во Албанија. Корупцијата, криминалот, дрогата во Албанија е многу поголема во количина. Уште поголема. Меѓутоа, тие направија еден голем чекор што под притисок на американците и сега под контрола на обраната направија обвинителство такво. Сега. И многу луѓе видни, ако се опозиција, ќе одат во затвор. Овој председателот, градоначалникот на Тирана, и он се палеше дека прави многу добри работи и се еве 100 дена во Драче, во затвор. Ме разбира. Кај нас го донесува законот за измена на кривичниот законник и криминалците ги имаме на власт. Тоа е разликата и тој го прифати. Ја не исклучувам можност, ако он направи голем пробив во интеграција во Европска Унија, со тек на време, ако со ова се искомплицира со Ерион Велија, и што му беше десна рака, градоначалникот, и се сметаше за природен наследник негов, може да дојде време и Рама да биде обвинет. Ние сме далеко од такви можности. Друго, тоа градба, изворот на парите, стотини милиони и милиарди изворот на парите од таа, а направено, останало тоа. Од пак изворите на пари, од нелегални извори се парите. Зашто огромни изградба, настамбена изградба, хотели, нема нити банкарски кредити одобрени, нити од странство дојдени, нити од буџетот платени, од каде се парите? Многу бевме напред ние, пред Албанија, наназад, и сега јас не знам дали вашата политичка гарнитура немаше доволно храбро за да направи одреден чекор, бидејќи како одминува времето, ние се повеќе како... Кој чекор ние, наша политичка гарнитура? Да, па ја ќе вика... Дали требаше да имате поголема храброст 90-тите? Која храброст? Која храброст во тоа време, кога мене ми признават врвни функционери на Македонија дека попопуларен беше Милошевиќ во Македонија, отколку сите македонски лидери овде. Че дојде им викаше Милошевиќ, вие гледаме, ние ги поддржувате хрватите и словенците, ама вие не ќе може да се справите со албанците. Па добро дека и албанските политички лидери одат кај Еди Рама. Па ништо или не. Кај Курти. Па не е опасно тоа. Не е тоа Милошевиќ. 78 дена требаше да бомбардират Србија, па да дојдат овде до промена на сватањата. Тоа општо не е симетрично. Одат се враќат никому ништо, ја ти кажам. Симетрично се бараше одцепување на западниот дел од Македонија. Па се бараше, зашто да не се бара?
Се бараше А зашто да се баре? па да биде Албанија голема како Србија, како Македонија, да биде со Пиринска, со ова. Тоа не е решението. Па нема, па ти бараш и ја ќе барам. Кој баране? А? Кој барал? Бореш човек, па природно да ова албанците да живеат во Албанија. Ако правиш граница... Па зашто во време на Југославија не барале да биде да живеат? Како не барале? 100 години... Сакале да одат во војка им Хоџа да живеат. Не сакале да одат. Голема грешка ти е. Не сакаше да одат кај Енвер Хоџа, апсолутно. Сакале да биде од 12-та година. Турската империја... Тој да. Турската империја е замената со една посвирепа окупација над албанците. И тоа природно. Ама не, за државите на Балканот, ни Албанија, ни албанци, ни никој. 1878, 1913, 1919, ме разбираш, 1944 одлучувале 4 големи сили. Не ги прашале ни македонците, ни албанците, ни србите. Тие одлучувале. Србите доскоро викале, Македонија е дотле док е стигла српска војска. Како тоа? Ти можеш да претендираш да земаш из Македонија и Пиринска и Егејска и така натаму, албанците не смеат да кажат да живеат. Не може да остварат, што ти реков. Ова е битно. Не зависи од овие мали народи. Не зависи ни Путин. Не може, Агилер спомна неколку пати, не е вистина дека е реална опасноста Русија да Македонија да ја нападне. Скоро, директно. Ако дојде односите на силите и епилогот на борбите да Путин ќе дојде и без како комунизмот. Мицкоски го среди Дуи или? Не, Дуи се среди самата, не се него. Дуи се среди самата, јер се најголемо достигнување на албанците во Македонија го мерат, министрите може да играат фудбал во канцеларија. Не разбираш? Так. Па ако е тоа достигнување, еве ти, ме разбираш. Мицкоски не, го среди Заев, јер му дозволуваше на тој да прави се што сака, да не ги набрам другите глупости, ме разбираш, да му ги плаќа гласачите од буџетот, и Груевски, и Заев, само да го имат, да го амнестира Груевски, за да биде мрак цел мандат. Сеќаваш ли не? Сеќавам како не се сеќавам. Па секако луѓето, што значи тоа? Да му биде... Му интересирало на Груевски националниот интерес и тој да биде цел мандат рад. И битна. И еве дека. И сега како ви изгледа ова? Со вреди, со таравари, како ви изгледа целата приказна? Ништо. Сега ќе се роди уште една алијанса. Напишав се денес. Да? Па да. Никому ништо. Добро. Па тој не го напаѓа алијамети за интересите на албанците. Не му 10 ката соравија, не му требаат ни Албанија, ни никој. Ме разбира. Кажете ми, ние ќе влеземе во Европска унија некогаш или? Па мислам дека треба да интерес се определба и на Европска унија. Меѓутоа Бугарија нема по мене да попушти никогаш. Тоа му одговара на ВМРО да помане. Тоа Економски вака како гледате? Како Па ви и, стои некако? па и економски, мислам, од цело ова искуство, па и ова ситуација што е досега ти ја опишав, ме разбираш, гледам, имаме, али ова корупцијата не може тоа. Нити со судовите. Еве се виде се и од првите мерки за истраги на... Вие верувате на оваа владеачка гарнитура? Па и верувам. И верувам. Во принцип. А ако мало, што сега док... Па и верувате, а велите нема ништо да се случи од тоа со Не Британија. може.
Па пак трет пат ќе ти објаснам. Па не, сега ве Не, прашам дали верувате на реков, владеачката гарнитура, велите да, а пред тоа велите... Ма чекај, па реков овај ќе повторам. Не вака како што тие тој проект го презентира. Но добро, нека биде другчие, Нека верувате биде, дека ќе ништо дојдат, немам верувате дека против, 6 милиарди ќе влезат во Македонија. Апсолутно. Меѓутоа, условите, чекај, условите, каматите, така натам, па еве се молчи. Па знаете каква катастрофа е обврските буџетски што ќе бидат за Синохидро и за Бехтелиенка. Што има тајни клаузули, ги зеле милионите, овој Груби и отишол се, овој што е за Европска Унија го чува тамо. Па не гледам дека нешто и овие прекинаа со... Па не имат пред он ги има бомбите на Заев. Никому не му одговара Груби да дојде и да... Па тој ги држи од тамо. Барете ме да се вратам, ама сите, и Али Ахмети и сите. Еве од што се разликува Македонија. Од овие работи зависи. Не може да... Ако не пробијат ова брана, а тие се сите корумпирани. Обвинителите, судиите. Сите. Ако тука не може Мисковски, тешко ќе биде. Еве, дај Боже да влезат 6 милиарди евра, но зошто Британија би сакала 6 милиарди евра да вложи во Македонија? Не вложува, она ќе ги подржи овие. Добро, кој е интересот на Британија да подржи 6 милиарди евра? Па не ги дала уопште нигде 5 пати. Добро, да ги даде, ако се договорат ова да ги дека даде. ќе ги даде, вчера подпишале. Добро. И кој е интересот да ги даде? Па англичаните водат добро што излезе Велика Британија за нас и за Албанија и за нас од Европска Унија. Таа сега може да помага не помага, не го дава, сега не зависи од Европска Унија, од одлуките. Таа е голема сила, секогаш имала претензии да има влијание. Што стои во позадина? Не може никој да ви даде вас 6 милиарди и... Не дал. Второ, има интерес да биде како Турција што дава. Сфера на интерес да биде овде. Зошто да не биде пријател на Македонија? Пак некој ќе каже се вразувате со Србија. Сферата на интерес пак ќе ви биде Србија. Кој вика? Па така зборат дел од експертите. Железницата ја вразуваат за да се исполни желбата на Србија. Па за Европа и за Велика Британија сите тие проекти железнички и коридорот 8 и 10 се заинтересирани да ја станале кочница во движењето. И 10 и... Па ти како ќе се оградиш коридорот 10, а да не сврзаш со Србија? Па тој те носи во Унгарија, тој те носи во Европа. Па не ви пречи таа оска? Унгарија, Србија? Какво пречење тоа ќе биде кога тога? Аха, добро. Како пречи? Зошто да ми пречи? Никому не треба да му пречи. Мене не ми пречи. Па да. Ја прашувам... Србија, за Македонија како опасност да не стане како држава е Бугарија. Се договориле ми со таки си Милошевиќ. Не ни требат нас ништо, само коридор ни лево ни десно. Долината на Вардар до Солун. Било готово тоа. Да се сложијате. Било готово. Добро. За крај, оставам едно прашање кое што сакам да ми го кажете, не е врзано со економијата, поврзано вие сте член на Совет за безбедност, така? Да. Кога... Што правите тамо? Тамо, тој совет, колку ако Мишо си го читал, уставот има еден член. Вика. Председателката именувач, не именува Совет за безбедност и тој Совет за безбедност ги разгледува прашањата врзани со безбедноста и одбраната и точка. Ништо понатаму. Има деловни, ги свикува она. Еве што граѓаните, па гледам и мене реагират. Зошто си отишол тамо, оно.
Пред мене 7 албанци имало. Сите председатели имали. И јас сум бил проблем. Вака. Тој совет има по функција се председателот на владата, на парламентот и тројца министри. Одбрана, надворешни и внатрешни. За нив. И тројца председателката ги именува она, од лица други. Види што е суштината. Бидејќи се сука членови врвните функционери. Ако вика тамо разгледува точки, ама вика заклучува, предлага на парламент, нивниот статус е председател на држава ама ако тамо се сложи на совет, ако е против некоја евентуална мерка што треба, тој не дозволува во советот. И министрите ќе чекај, ова не може. И од парламентот. Тие ако се сложат, специфична улога таа што ги именува овие тројца. И тамо вика да води сметка, jer и во Охридскиот договор е дефиниран. И овој совет. Тој совет е формиран, сега малку вака да се шалам, што е подобро да не се состанува никогаш и не се состанува. Никогаш не сте се состанале? Еднаш два пати предпоставам. Не, бе, не се состанале ни порано. Се конституиравме. Порано имаше кој беше Пендаровски 2-3 апропо Русија, апропо неколку случувања. Па немало такви случаи сега. Немало такви случаи. Како немало случаи во Кочани се случи 60 луѓе Не, од безбедноста и одбраната вишува. Па и безбедност и одбрана, ти мора да провериш што у Кочани што е. Ама тоа за да се свикате и викаш множина. Свикува председателката. Па да, А да, па викни овде, па прашаја зошто. Ме разбира. Во право си. Во право сте. Видите? Да. И нормално... Значи, вие до сега сте имале само конститутивна седница? Да, бе. Добро. За крај, бидејќи... Друго се користам прилика. Овие што мене викат ти тамо земаш пари до годините. Нема пари. Тамо знам дека нема пари. Па нема пари. Нема пари тамо. Нема пари, ама нема вика... Па добро е да нема ништо. Нема ни хонорари сега, да се разбереме. Па не, да не мислат луѓето дека зимате. Дека зимаме, ама имам логично што нема пари. Jer не веруваат дека нема пари не народот таму, не веруваат мои пријатели врзани крупни имиња. Не како? Не бе. Нема правилно што нема пари. Нема работа. Како да одам да земам пари? Нема работа. Па не, ако има пари, веројатно тогаш ќе се свикува почесто седницата. Види, ба да. И друго... А сега дека нема пари, што ќе вика? Вака да има од седница по 2000 денари, ќе ве викаат секоја недела. И друго, како другите функционери, и председателката има право да има советници, кого сака, ама без не членови. Советници други. И може, она кога образлагаше, зошто не предложила на телевизија. Па рече за жидете, што да ви објаснам зошто. И така натаму. Сакав ке искористи прилика ова да го објаснам, дека е вака и никако друг. Се знаеме, се караме. Ја критикувам и сега. И сега. Сега ви го нема Дуи стално го критикувавте. Сега малку сте благ кон овие, кон Изет Меджити, кон Влет, кон Таравари. Не, Изет Меджити го поддржувам. Да? Како не? Па, кога со годините, кога се зборуваше за овие што прави во влада Дуи, што прави, тоа книги треба да се пишуваат. Што правиле? Ја викав, никогаш, затоа што му ги плаќаат гласачите македонските партии на Дуи. Не може тој тоа. Минимум гласови има он. Оние се прави човек, балкански функционер, има 7,5% пратеници во собранието на државата. 7,5. 9 души, разбира? А се прави се оди кај Бегај, разговара за интеграција во НАТО, а кој е? Никогаш не влегол во извршна власт. Овие викат, тој ни е шеф, може ние не му одговараме. Ова држава, овие глупости ги нема во Албанија.
Ги нема од Сосема за крај, бевте министер за финансии во 90-тите години и добро ја познавате македонската економија. Корупцијата е тоа кое што не јаде нас како држава. Харедини, што мислите, бидејќи се покаже дека има многу пари оваа држава. Колку пари се искрадени? Знаеме колку си... Еве што народот кога викат пари на државата, мислат само на парите од буџетот. Буџетот е 6 милиарди Сега. Да. Не, државата менаџира, управува со државниот имот. Имот, недвижен и движен. А тоа не можеш да речеш дека не вредат милиарди. И јавните предпријатија што ги дадоа Телеком, ЕВН, земјиштето. Дака Давидовиќ, познатиот криминалец, има 100 хектари земјиште заев му дал. Ме разбираш? Во Штипско, тамо негде. На кој? Дака Давидовиќ. Аха. И колку од 90 до сега колку пари се искрадени од оваа држава? Имате отприлика? Па таква евиденција. Не ми треба точна сума, ама милиарди се изнесени. Кога ме прашуваше мене своевремено Васко Ефтов како министер. Добре. Колку пари о ембарго свеше оди тамо? Ја реков, јас сум министер за финансии на парите на буџетот кои се прибират од даноците. Тие пари нелегални што влегуваат, Министерство финансии не е ни надлежно. Оди прашај ги тие што во државата има институции што гонат криминалци, пари од А кој Србија. ги внесува во систем тие пари? Во луѓето наши ги внеле заедно со нивните. Не во системот, тие треба да влезат во системот. Како влегуваат во Во системот? кој систем влегле? Па треба во Купувале промет. за себе. Купувале за себе. Како систем? Што ти реков феноменот во Албанија? Што 100 милиарди влегле. Ги гледаш со очи кај се. Добро. Благодарам што бевте во бизнис мавети на Фактор МК, што разговаравме, ќе се видиме повторно сигурно. Не бе, какво ми довади. Беше ова парнешниот министер Исто. за финансии Джевдет Харедини во бизнис мавети на Фактор МК. Поздрав за нашите пријатели Форманова, Трисоро и секако Трент Ангел. Вам ви закажувам средба повторно за 2 недели. Довидување.